Како владата ќе го празнува утрешниот празник? За сега нема ниту лого, ниту пак позната агенда, ниту пак информација за каде ќе се одбележува еден од најголемите државни празници, денот на македонската револуционерна борба. На Илинданска се чини како да не се подготвуваат за 23 октомври, туку да одмараат и да го користат продолжениот викенд. Тие денеска не одговараа на повиците од новинарите. Судејќи по тоа како беше празнуван минатата година, а и како се празнуваат во континуитет најголемите државни празници од страна на оваа влада, граѓаните не очекуваат многу. Јавноста е убедена дека намерно ги минимизира државните празници за да ја удоволат на Бугарија. Јаде дека нема кој, нема со кого, кај нема народ, испобега народот, кај со кого се стави. Нема ништо. Не е доволно? Воопшто. Ги заборавија, иначе многу треба да се празнуваат празниците. На било кој да е мило, секој има си вредност. Не е важно дали е ВМРО, СДС или Илинден, 11 октомври има си сите значење. Треба сите да се празнуваат празници. Достоинствено. Ја мислам дека не. Национални празници оваа влада никогаш не славела. Не сум задоволна. Како да бидам задоволна? Последниве неколку години се повеќе во славењето на празниците, говорите на владините представници и логоата за одбележување изостанува името на државата. Слоганите се чинат како недоречени, а имињата на македонските револуционери како и да не се споменуваат. Последен пример беше празнувањето на 11 октомври со слоганот Непокор и слобода, не прецизирајќи чија и каде. Со пораки каде воопшто не се ни спомна бугарскиот фашистички окупатор како термин, но и историска вистина. Владата го празнуваше 11 октомври, денот кога почнала борбата на македонскиот народ. Идентично како и на изминатите големи државни празници, последниве години немаше никаква музичка композиција или телевизиски најави за 11 октомври, ниту пак за 8 септември, а сега ни за 23 октомври. Слично се празнуваше и денот на независноста, без големи свечености, на какви сме биле сведоци во минатото. Ковачевски денот на независноста го одбележи со положување на цвеќе на гробовите на поранешните претседатели Киро Глигоров и Борис Трајковски и со настан во градскиот парк. Името на државата не беше споменато ниту за прославата на 8 септември минатата година. Ниту еден од хероите со години не е дел ниту од символот кој се прави за 2 август. Ова беше четвртата година поред каде што не се спомнува името на државата. Во 2019 година паролата гласеше: Сите сме деца на Илинден. Во 2020 победа сите за Илинден. Само Илинден 2021 беше логото за 2 август пред 2 години.